Следуваат најновите информации од Велес и регионот Македонија, светот и спортот. Што се е актуелно денеска, останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Председателот на Собранието Талат Џафери ги распиша локалните избори. Наскоро општината ќе распише јавен повик за изборна компанија која ќе работи на проектот Кружен кај Панини. Се реконструира градскиот стадион во Неготино. Петнаесети октомври е датумот кога граѓаните на Република Македонија ќе излезат и ќе го дадат својот глас за нов или старонов градоначалник на своите општини. Председателот на Собранието Талат Џафери денеска ги распиша локалните избори. Кампањата официјално започнува 20 дена пред изборите. Валентина Михайловска ги има деталите. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го потпиша решението за распишување на локалните избори, членови на општините и членови на градот Скопје, но и за градоначалници на општините. Како што изјави Џафери, тој и ова го направил согласно законската обврска која ја има како председател. Според законските одредби, локалните избори ќе се одржат на 15 октомври. Решението ќе биде доставено до Државната изборна комисија, изјави Талат Џафери. До сите учесници во изборниот процес упати апел да се однесуваат согласно уставот и законските норми, а со тоа да обезбедат фер изборен процес. Кампањата за локалните избори ќе започне 20 дена пред одржување на изборите. Џафери нагласи дека Собранието ќе работи, но нема да има пленарни седници со цел пратениците да се посветат на изборната кампања. Поради пожарите, владата прогласи 30 дена кризна состојба во Македонски Брод и Чашка. Со прогласувањето на вонредната состојба се овозможува превземање на повеќе мерки и активности за поголема ефикасност на институциите с големен капацитет и мобилност при справување со пожарите. Во последната информација од Центарот за управување со кризи стои дека пожарот во атарот на Трбовље е се уште активен и во неговото гаснење се ангажирани армијата на Република Македонија и местното население. Одлука за прогласување кризна состојба во подрачјето на општините Македонски Брод и Чашка донесе владата на вчерашната седница. Кризната состојба ќе трае 30 дена, а причина за ваквата одлука се активните пожари во овие подрачја. Оваа одлука е донесена со цел да можат во координирана акција сите институции на Република Македонија да делуваат на состојбата за справување со пожарите и на еден поефикасен начин да се одговори на оваа ситуација, бидејќи гледаме дека во наредниот период ќе имаме временски услови со високи температури и со тоа и можност за ширење на пожарите. Ова е една од мерките која што ќе гарантира безбедност за овие региони и успешно справување со овие пожари до нивно целосно гасење, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој е и председавач на управувачкиот комитет за управување со кризи. Од страна на владата се задолжени надлежните институции да се вклучат и да помогнат во делот на справувањето со кризната состојба во овие општини. Се комплетира документацијата за распишување јавен повик за изборна компанија која ќе работи на проектот Кружен кај Панини. Според градоначалникот, ваквото сообраќајно решение ќе го намали метежот кој обично го има на овој дел од градот. Според првичните пресметки, проектот ќе чини околу 4 милиони денари. Се бројат деновите кога општина Велес ќе го распише јавниот повик за изборна компанија која ќе работи на реализација на проектот за кружен тек на раскрсницата позната како кај Панини. Од општината велат дека чекаат само уште еден документ и потоа следи фазата на прибирање на понудите и избор на најдобар понудувач. Основниот проект е завршен, сега моментов е на ревизија. По завршувањето на ревизијата, као очекуваме овие денови да заврши, одиме на издавање дозвола за градба и објавување тендерска постапка, така да очекуваме негде до крајот на септември веќе или средината на септември да отпочнат работите на овој потфат. Ако се оди според планот до есен,
Оваа делница која важи за најголемо така наречено тесно грло во сообраќајот треба да добие нов лик. Првичните пресметки покажуваат дека реализацијата на ова решение општината ќе ја чини околу 4 милиони денари, средства кои се веќе испланирани во буџетот. Паралелно со кружниот кај Панини, согласно сообраќајната студија, ќе се крадат уште 2 кружни текови, едниот на крстосницата во близина на Евана и едниот на крстосницата каде сега се поставени семафорите. Ова значи дека модерно сообраќајно решение добиваат улиците Благо Ѓорев, Наумовски, Борче и Прва комуна. Министерството за здравство повторно упатува апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлото време. Македонија и денес во портокалова фаза и енормно високи температури, на места над 40 степени. Министерството за здравство редовно упатува апел до граѓаните да се почитуваат препораките во услови на енормно високи температури кои ја зафатија земјава. Носење лесна светла облека, пиење течности и вода најмногу 2 литри на ден, јадење повеќе овошје, зеленчук и свежа храна, намален интензитет на физички активности. Треба да се избегнува директна изложеност на сонце и работа на отворено, особено од 11 до 17 часот, додека хронично болните треба редовно да ја земаат терапијата, а при појава на било каков здравствен проблем треба да го контактираат својот матичен лекар. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат високи температури и во текот на денешниот ден вдолж поврдарието ќе надминува 40 степени, а УВ индексот е со вредност 9. Од понеделник во попладневните часови ќе има појава на умерена локална облачност. Со подобрување на условите на градскиот стадион во Неготино се создаваат можности за развој на спортот, особено на фудбалот. Неодамна беа реконструирани теренот и трибините, а при крај е изградбата и на новата соблекувална која пред извесно време започна да се гради. Мартина Митков има детали за ова. Подобрувањето на условите на градскиот стадион во Неготино создаваат можности за подобар развој на спортот. Младите фудбалери имаат одлично место каде можат да тренираат и да ги усовршат техниките кога е во прашање фудбалот. За оваа цел градоначалникот Ванчо Апостолов изјави дека се работи на реконструкција и доградба на соблекувалните, а пред извесно време биле реновирани и трибините. Имаме еден прекрасен фудбалски терен, ние како општина работиме и на активирање и на новите соблекувални, веќе е при крај изградбата на новата соблекувална која пред известно време ја започнавме, направивме одредено реновирање на теренот, на трибините и мислам дека Вардар од Неготино за многу кратко време пак ќе се врати во втората фудбалска лига. Реконструкцијата на градскиот стадион, изградбата на новите соблекувални и реновирањето на теренот и трибините ќе бидат доволна причина за поголем развој на спортот во овој град, а градскиот стадион ќе стане главно место за спорт, рекреација и одмор на граѓаните. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува 2 јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Едниот оглас е за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно надавање, каде се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 595 хектари 40 ари 38 метри квадратни во регионите на Виница, Битола, Гевгелија, Ресен, Струга, Кавадарци, Кратово и Кочани. Вториот јавен оглас пак е за давање во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 866 хектари, 75 ари 56 метри квадратни, и тоа за регионите Неготино, Берово, Пробиштип, Кисела вода, Кичево, Прилеп. Продолжуваме со вести од Македонија. Не можеме ниту смееме да поддржиме закон кој што е спротивен на Уставот, истакна пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Антонио Милошовски во однос на предлог законот за двојазична Македонија. Долго време предупредувавме и за време на изборната кампања и после изборната кампања дека Заев е марионета која што не ги штити македонските национални интереси, туку и
Следуваат најновите информации од Велес и регионот Македонија, светот и спортот. Што се е актуелно денеска, останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Председателот на Собранието Талат Џафери ги распиша локалните избори. Наскоро општината ќе распише јавен повик за изборна компанија која ќе работи на проектот Кружен кај Панини. Се реконструира градскиот стадион во Неготино. Петнаесети октомври е датумот кога граѓаните на Република Македонија ќе излезат и ќе го дадат својот глас за нов или старо нов градоначалник на своите општини. Председателот на Собранието Талат Џафери денеска ги распиша локалните избори. Кампањата официјално започнува 20 дена пред изборите. Валентина Михайловска ги има деталите. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го потпиша решението за распишување на локалните избори, членови на општините и членови на градот Скопје, но и за градоначалници на општините. Како што изјави Џафери, тој и ова го направил согласно законската обврска која ја има како председател. Според законските одредби, локалните избори ќе се одржат на 15 октомври. Решението ќе биде доставено до Државната изборна комисија, изјави Талат Џафери. До сите учесници во изборниот процес упати апел да се однесуваат согласно уставот и законските норми, а со тоа да обезбедат фер изборен процес. Кампањата за локалните избори ќе започне 20 дена пред одржување на изборите. Џафери нагласи дека Собранието ќе работи, но нема да има пленарни седници со цел пратениците да се посветат на изборната кампања. Поради пожарите, владата прогласи 30 дена кризна состојба во Македонски Брод и Чашка. Со прогласувањето на вонредната состојба се овозможува превземање, но уеле во тој момент најфелувата кула не е соопштен. Вести од светот. 40 милиарди евра е подготвена да плати Велика Британија во рамки на договорот со Брисел за излегување од Европската Унија, објави Sunday Telegraph. Според вестникот кој се повикува на владини извори, Лондон е подготвен да ја плати таа сума како дел од поголема сделка во која би било и подпишување трговски договор со ЕУ. Европската Унија предлага Лондон да плати околу 60 милиарди евра за покривање на превземените обврски кон буџетот на заедницата и бара постигнување значителен прогрес за британските финансиски долгови пред да почнат преговорите за такви сложени прашања како што е идниот трговски договор. За да имаме свет без нуклеарно оружје, потребно е учество како на држави кои имаат нуклеарно оружје, така и на држави кои го немаат, истакна премиерот на Јапонија Шинзо Абе на церемонијата во мировниот меморијален парк Хирошима по повод 72 годишнината од нуклеарниот напад врз Хирошима. Според Абе, Јапонија ќе ги охрабри и едните и другите. Годишнината е одбележана еден месец откако Јапонија застана со Британија, Франција и САД во отфрлање на договорот на Обединетите нации за забрана на атомско оружје, кое критичари го оценуваат како игнорирање на реалноста во која постојат безбедносни закани како што е Северна Кореја. Во нуклеарниот напад врз Хирошима животот го загубија 140.000 луѓе, додека во нападот врз Нагасаки загинаа 74.000. И денеска имаме сончево и многу топло време со слаб ветер од променлив правец. УВ индексот има вредност 9. Утринската температура се движи во интервал од 10 до 20 степени, додека дневната температура веќе го надминува 40 степен. До четврток подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на стабилна и многу топла воздушна маса, што ќе услови да продолжи периодот на претежно сончево, топло и суво време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 30
35 степени, а на места в дожд поврдарието ќе надминува 40 степени. Од понеделника во попладневните часови ќе има појава на умерена локална облачност. UV индексот и понатаму ќе има многу висока вредност 9. Со метеоинформациите го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.